Минатата сабота си мислев дека премногу одолжив со проповедта, иако верувам дека ја беше интересна, но кога после ја средував снимката, видов дека сепак не сум бил толку долг, значи 40 и неколку минути, сепак е во границите на нормалното. Денеска може би ќе бидам пократок, може би некој ќе се радува заради тоа, некој пак може би ќе бара повеќе, меѓутоа толку е. Може би 20-25 или не знам сега колку минути, зависи како ќе ме поведе Духот Божи. Како и да е, темата ја насловив барем еден. Ќе видиме зошто вака. И ќе отвориме најнапред во Марко 6 глава. Марко 6 глава. Знаете, после еден долг период на молк на небото, да кажеме така, немање на никаков Божи гласник, се раѓа најголемиот меѓу пророците. Се раѓа Јован Крстител, уште од своето раѓање исполнен со Дух Свети, предвестник на доаѓањето на Спасителот, со посебна задача, со посебна порака, која што порака не се разликува и не треба да се разликува многу од онаа порака што ние имаме денеска кон светот кој што пропаѓа околу нас. Како беше неговата порака? Покајте се и обратете се, зашто наближи Божјето царство. И тој ја завршил својата мисија, кратка и ефикасна. И може би ќе поживеал и малку повеќе доколку не му засметал многу на ѓаволот. Знаете, оние кои што највеќе викаат, највеќе галамат под наводници, највеќе викаат против лукавиот, тие се највеќе на удар. И ѓаволот смислил план како да го тргне од сцената. Иако, како што кажав, сепак може би тоа било и Божјо провидение, затоа што тој ја завршил својата мисија. Се послужил преку жената на Ирод, Иродијада. И да читаме, значи, овој извештај од Марко, во 6 глава, од 17 стих. Или еве, од 14 стих ќе читаме. И царот Ирод чу, зашто неговото име беше прочуено и зборуваше: Јован Крстител стана од мртвите и затоа действуваа силите во него. Други пак велеа дека е Илија, а други велеа дека е пророк или како еден од пророците. Но кога Ирод чу, рече Јован, кому јас му ја отсеков главата, тој стана од мртвите. Се исплашил Ирод, слушајќи за појавата на Исуса и неговата служба, но ево тој се навраќа се, значи, односно самиот текст се навраќа на тоа како Ирод бил искористен од неговата жена, за да, односно ѓаволот ја искористил неизи и керката неизина, за да го тргне од сцената овој голем, односно најголем од оние кој што е роден од жена. Имено, 17 стих, Ирод испрати и го фати Јована и го врза во темница. Заради Иродијада, жената на брата му Филипа, бидејќи се ожени со неа. Зошто? Затоа што Јован му велеше на Ирода: не ти е дозволено да имаш жената на брата си. Отворено и јасно му го предошил гревот. И токму поради тоа е фатен и ставен во темница. Иродијада беше озлобена на него, го мразеше и сакаше да го убие, но не можеше, не и се пружеше прилика. Зашто Ирод се плашеше од Јован. Знаејќи дека е човек праведен и свет. И го пазеше, и кога го слушаше, се збунуваше многу, но сепак го слушаше со задоволство. Значи, пораките на Јован Крстител создаваа забуна кај царот, но сепак го слушал со задоволство, се плашал, да не, ако дигне рака случајно на него, е свет, е Божи човек, тој верува дека е така,
Може да му се случат 300 малери потоа и проблеми. И кога дојде погоден ден, дојде роден денот на Ирод, значи, кога Ирод на својот роден ден им даде вечер на своите кнезови, на војводите на галилејските прваци, влези родината керка, Салома, и поигра им угоди на Ирода и на прилегнатите со него, и царот и рече на девојката. Значи, поднапиен, побара од мене што сакаш и ќе ти дадам. И еве го згодниот момент. И се заколна дори што и да побараш од мене ќе ти дадам до половина на моето царство. Значи, што сакаш, максимум пола од царството можеш да добиеш. И сега да сум бил јас, може би побарал половина царството. Не, што ке ми е? Па е, сега зборувавме како им е тешко на богатите, не бе. Поготово брат Зоран, не знам, може би од искуство го зборуваше тоа. Да, како и да е. И таа излези и рече на мајка си, значи сега имаме договор меѓу мајката и ќерката, што да побарам, се советува Салома со Иродијада. А таа рече, она што највеќе го сакам, чекам згоден момент, главата на Јован Крстител. И веднаш откако влезе брзо кај царот, побара велејки, сакам да ми ја дадеш сега веднаш на послужавник главата на Јован Крстител. И царот многу се натажи, но заради заклетвата, царвиот збор, и оние што седеа со него не сакаше да ја одбие. И тука заврши животот на Јован Крстител, на еден од великаните на верата, најголемиот од пророците. Ирод, кога слушнал што се бара од него, се стаписал, вели коментарот во Копнежот на вековите, и се вчудовидел. Разузданата веселба престанала и во салата на пирувањето завладеала кобна тишина. И сега ќе кажем, еве, ѓаволот се искористил преку Иродијада и незината керка за да го тргне Јован Крстител, меѓутоа одговорни за неговата смрт се многу повеќе. Слушайте го цитатот понатаму. Че завладеала кобна тишина. Царот го опфатил ужас при помислата да му го одземе животот на Јован. Сепак дал свој збор и не сакал да биде несигурен и брзоплет. Цврстото ветување е дадено во чест на неговите гости. И сега слушайте внимателно. И кога само еден од нив, од неговите гости, барем еден од нив, само еден од нив, би рекол некој збор против исполнувањето на ова ветување, односно, барем еден да кажал нешто во корис на Јован Крстител, тој, Ирод, радо би го поштедил животот на пророкот. Но немало ниту еден од присутните гости. И кои биле присутни таму? На роден денот негов. Значи им дал можност да зборуваат во корис на овој затвореник. Пазите, Божи човек, свет човек, што пишува Светото писмо. Поминувале големи далечини, стану збор за гостите, поминувале големи далечини, значи од сите краишта на Израел, за да го слушаат проповедањето на Јован. Тој бил познат во тоа време. Колку и да неговата порака била непопуларна, и тоа бил познат. Знаеле дека човек без вина и Божи слуга, и доаѓале да го видат, да го слушнат. Самата негова појава била интересна, знаете како бил облечен. Меѓутоа, иако погодени од собарањето на девојката, биле премногу замелушени, вели овде, со пиењето, за да можат да вложат некој приговор. Не се подигнал нито еден глас да го спаси животот на небесниот вестник. Овие луѓе заземале високи, доверливи положби во народот. Значи, овие биле и политички, но и религиозни лидери на своето време. Заземале високи, доверливи положби во народот и врз нив почивале големи одговорности, па сепак се оддале на пирување и на пијанство, се доека нивните сетила не оттапеле. Нивните глави биле поматени со вртоглавата сцена на музиката и играта на Салома.
како што сцени, какви што гледаме денеска насекаде, и не мора да отидете некаде, доволно да ја пуштите таа кутијата која што станува се потенка и потенка. Денови читав дека од неколку милиметри е направен сега телевизор. И тоа се лепи над зид. Корејанците го направи. Толку милиметри го лепат над зид. Значи, уште малку, ако Господ не дојде, дома ќе имаме така, толкави, како цел зид, мислам, цел зид, телевизор. Па можеме да гледаме саломи, колку што ни душа сака. Значи, сетилата им отапеле, нивните глави били поматени со вртоглавата сцена на музиката и играта, а совеста успиена. И што очекувате од нив? Некој барем еден да крене глас за, во прилог на Јован Крстител. Со своето молчење, значи никој ништо не кажал. Оваа дошла, побарала главата на Јован Крстител, Ирод ветил дека ќе даде се, никој ништо не е муцнал и готово се завршила работата. Но, ако само еден од нив рекол некој збор против исполнувањето на неговото ветување, тој радо би го поштедил животот на пророкот. Значи, со своето молчење, тие на Божиот пророк му изрекле смртна пресуда. Че не биле само виновни Иродијада и Салома. Сите тие што биле присутни овде, великодостојници и црковни, политички било какви. Со своето молчење, тие на Божиот пророк му изрекле смртна пресуда за да ја задоволат одмазливоста на една развратна жена. Понекогаш е потребен само еден глас. Само еден. Барем еден, ама еве во ситуацијава немало ниту еден. За жал. Еве како се постапило според Божиот пророк, најголемиот од сите, кој што имал за цел да го подготви патот за доаѓањето на Месијата. Ние денеска имаме, односно веќе го немаме во нашите редови, Божиот пророк кој што треба да го подготви второто Христово доаѓање. Сестра Елен Вајд не е помеѓу живите, меѓутоа како ние се однесуваме кон неа. Можеби е полесно да изразуваме љубов и тоа колку многу ни е драга сега кога не е меѓу нас, кога не е жива. Меѓутоа, како и било, доека била жива, знаете дека таа била протерана во Австралија, не по своја волја заминала во Австралија, кај што ќе напише Копнежот на вековите, една од најубавите книги. Значи, не било лесно и неизе, како и на секој пророк Божи, била прогонувана, била неразбрана, несваќена, навредувана, омаловажувана и така натаму. Но како е денеска? Знаете, ако се запрашаме зошто адвентизмот дојде до ова дереже, јас ќе кажам, постои само еден одговор. Затоа што се запоставуваат нејзините списи, нејзините совети. Поготово од средината на минатиот век, па наваму, адвентизмот полека едноставно еродира и се руши. Еве ова лето ќе имаме гласање за тоа дали треба жени да се ракоположуваат и некако се повеќе и повеќе оди во прилог на тоа да се изгласа за. Може би нема да се изгласа, меѓутоа, како иде времето, ако оваа година не се изгласа, ќе се изгласа некоја од наредните. Зошто се помалку се оние кои што креваат глас? Или, че не мора, тие можеби си читаат Елен Вајд, си веруваат дека тоа е така, меѓутоа молчат. Сакаат да бидат на некој начин неутрални, за да не дојдат на удар. Да не се фаќаат во проблеми, значи, со друг брат, сестра или... Поготово овде станува збор за оние кои што се на одговорни позиции. Како што биле овие, кои што биле на роден денот на Ирод. Како постапуваме ние? Знаете ли вие дека ова е вистинско богоство? Ако ова го немаме, ова е само еден том од оние 3 тома, ова е третиот том, кои што ги содржат сите изворни книги на Елен Вајд, мислам дека сите, 52. Ова е вистинско богоство. Јас за да ова го пренесам од Шведска, значи 3 тома, 9 кило се тешки сите 3, ја морав половина од својата облека да ја оставам во Шведска, затоа што килажата надминуваше. Ја надминуваше онаа килажа која што можев да ја понесам во авион.
за да ги донесам со себе, затоа што тоа беше за мене во тоа време вистинско богатство, иако многу ретко ги отворам сега, не затоа што не ги читам, затоа што постапично што ги имам во компјутер, па многу полесно ми е и да претражувам и да проучувам, иако книгата си е книга, незаменлива е. И во врска со ова, ќе ви кажам едно искуство кое што некој бев потикнат, кога кажа брат Данило, да кажеме или постаро или поново искуство. Искуството мое, како тоа јас стигнав до тоа да ги купам овие книги во Шведска. Значи, немав многу пари со мене. Ние од истокот, од источниот дел на Европа, немавме, за разлика од оние од западна Европа, германци и останати што беа. И јас толку многу посакав да ги купам. И ги гледав, скоро секој ден поминував, имаше тамо као книжара и можеше секој слободно да влезе и да си купи книга. И беа доста скапи, не знам, не ми текнува на цената, во шведски круни, неколку стотици беа во прашање, немав доволно пари. И во еден разговор, односно не, мислам дека Даниел Гарсија го познаваме, кој што го познаваат, кој што беа овде пред неколку години, и го гледа, некако слушнал за мојата желба и ми пријо еден ден и ми вика: слушам дека имаш желба да ги купиш, да знаеш дека тоа се мои, всушност ја ги имам купено, поставено тамо као за продажба за студентите, ако некој сака, и еве јас ќе ти ги дадам на пола цена. А јас цело време, значи, кога имате желба, поготово за духовно нешто, Господ ќе ви ја исполни, сигурно. Јас цело време се молев, значи, како да стигнам до нив. И во разговор со него, кога му кажав дека тоа време, значи тоа е 99-та година, имавме 2, 3, 4 книги од Елен Вајд преведено на македонски, тој се фати за глава, не можеше да верува. Само толку? А како е тоа можно, вели? Па тоа е вистинско богатство, вие сте, значи, лишени од... Добро, потоа му кажав, нели, дека повеќето на српски ги набавуваме, па така се снаоѓаме некако. И ми кажа на пола цена, меѓутоа јас си размислувам и си викам, па јас и толку неам. Што правиме сега? А желбата е голема. И секој месец, како што ни доаѓа нови професори, имавме на крајот од месецот семинар, значи професорот кој што веќе беше тука, држеше на крајот и семинар од својата област. И доаѓа верници од Шведска, од Норвешка, од Финска доаѓа, од Данска. И меѓу нив беше една германка по потекло, а инаку живееше во Шведска, таму некаде во ближните места. И ми пристапи еден ден и ме прашува од кај си, што си, и кажува Македонија. И ме повика, мислам дека беше истиот ден или можеби некој следен месец, не сеќавам точно, ме повика настрана и ми вади и сака да ми даде 200 круни, а токму толку ми фалија за да ги купам книгите. И мене ми беше многу незгодно. Ја одбивам, не сакам да ги примам, и тоа во моментот ми светна и си реков, па ово мора да е Божја работа. Значи, мене баш толку ми фалат за да ги купам книгите. И се заблагодарив, ги зедов парите и целиот пресреќено искуство го кажав и таму, значи, пред студентите, ги купив. И потоа ви кажав, значи, морав да се жртвувам за да ги донесам, да ги имам, да оставам половина од својата облека, само за да ги имам, да ги донесам во Македонија. Наистина, тоа е вистинско богатство. Ако ние ова го немаме, ние не сме ништо поразлични од сите други верски заедници околу нас. Ова е вистинско богатство. Но како се однесуваме кон него? Знаете, да прочитаме еден стих кој што е многу, вака сега ми доаѓа, во контекст на ова, втора книга Дневник или Летописи 20.20, многу лесен е запомнај. Втора книга Летописи или Дневник 20.20. Ова е кога Јосафот им се обреќа на евреите, им вели, вториот дел од стихот, втора книга Дневник 20.20, чујте ме, јудејци и јерусалимци, надевајте се во Господа својот Бог и ќе се одржите. Надевајте се во неговите пророци
и ќе успеете. Нема успех без тоа да се надеваме и да се подпираме на Бога и на Неговите пророци. Зашто тие се од Бога пратени. Да, еве, видовме Јован Крстител како завршил. Ако само еден кренал глас, може би немало тогаш да заврши својот живот. И Господ ќе го искористил сигурно уште многу. Ајде сега да отвориме во Прва Цареви 18 глава. На гората Кармел. Прва Цареви 18 глава. Со што се соочил Илија? Овде извоил една голема победа наспроти 850 лажни пророци од другата страна, кои што го фаворизирале Ваал. Но внимавајте што вели текстот. Прва Цареви 18 глава од 19 од 17 стих ќе читаме. Кога Ахав го здогледа Илија, му рече: ти ли си оној што го упропастуваш Израел? Илија одговори: јас не го упропастувам Израел, туку ти и твојот дом. Видите го духот на Илија, затоа се вели за Јован Крстител дека проповедал во духот на Илија, зборувал во духот на Илија, затоа што бил отворен, директен. Некојаш и тоа е потребно. На царот, пазите, излегувал пред царот и му вели на царот: јас, не јас, ти си одговорен за се тоа зло. Значи, јас не го пропастувам Израел, туку ти и твојот дом зашто го ставивте Господа, а ти си следбеник на Ваал. Затоа е ова зло. Сега собери го сиот Израел, внимавајте на зборот, сиот Израел. Илија барал да биде соберен сиот Израел. Веста испратена до сите. Пред мене, значи на гората Кармел, и 450 пророци, овде всушност е 850, кои јадат покрај трпезата на Језавела. Ахав ги повика сите израелеви синови, ги собра пророците на гората Кармел. Илија му пристапи на сиот народ, сиот Израел е собран овде. И што вели? Познатата порака. До кога ќе кривите на двете страни? Ако е Господ Бог, следете го. Ако е Ваал, следете го него. Че одлучите се веќе еднаш. Или за Господа, или за Ваал. И каков одговор добиваме од народот? Пазите, сиот Израел е собран. А народот не му одговори ништо. Молчија, како што молчија овие на роденденот на Ирод. Не отворија уста. Барем еден да имаше. А се сеќавате во следната глава, кога Илија ќе заврши во пештерата разочаран, што му вели Господ, го охрабрува со тоа дека уште 7.000 има кои што не ги приклониле колената пред Ваал. Кај се тие 7.000 се? Текстот вели дека сиот Израел бил собран на Кармел. Значи, тие молчешку, они веруваат во Господа, ама, кога треба да јавно да кажат, да истапат, ги нема. И цитатот вели од третата книга на сведоштвата: каква измамност и какво слепило кое како мрачни облаци го покрива израелскиот народ. До толку страшно слепило и отпад не дошло одеднаш. Не се случило одеднаш, отпадот не доаѓа одеднаш, постепено. Туку постепено, бидејќи не ги послушале зборовите на укор и опомена кои Господ постојано им ги упатувал поради нивната горделивост и нивните греови. Многу е опасно ако не го слушаме тој тивок глас на Светиот Дух, кој што некојаш ќе дојде преку проповета што ја слушаме овде, некојаш преку проповета што ја слушаме на својот лаптоп или која читаме. Тој глас на укор често пати, ако го втишуваме, тогаш тоа може да биде многу опасно. Значи, отпадот доаѓа постепено, бидејќи не ги послушале зборовите на укор и опомена кои Господ постојано ги упатувал поради нивната горделивост и нивните греови. И затоа сега, во оваа страшна криза на Кармел, во присуство на идолопоклоничките свештеници и отпадничкиот цар, тие останале неутрални. Постои ли неутралност во големата борба? Не постои.
Ако на Бога му е одвратен некој грев повеќе од било кој друг кај неговиот народ, тоа е кога не се прави ништо во кризни ситуации. Го слушате ли ова? Кога не се прави ништо, кога е криза, тоа е на Господа му е најодвратен грев. Значи, неутралноста не е некоја доблест. Ај сега, чекай, јас по страна ќе се држам, сепак, да зачуваме мир. Не, тоа е еден од најодвратните гревови во очите на Господа. Рамнодушноста и неутралноста за време на верска криза или некој пресуден момент, Бог ги смета како најтешко злосторство, еднакво на најголемото непријателство против него. Че вие со неутралноста всушност покажувате се дека сте најголем непријател Божи. Ова е трета книга на сведоштвата, 280 оригинална страна. Не го забележав која е баш во македонскиот превод, меѓутоа ќе се најде. Не, тоа е во Копнежот на вековите, 221 страна, заборивив да кажам. Да, благодарам. Значи, и сега овој цитат се однесува на случувањата на Кармел. Но, не само за тоа време, затоа што ако читате, ќе видите дека цитатот се наоѓа под поглавието кое што носи наслов Лаодикејската црква. Самиот наслов се кажува. Ево се однесува и на нас денес. Ние сме, барем тој историски период на Лаодикејската црква го живее. Дали денеска се крева глас? Интересно е, чудно е, не знам, јас не можам да поверувам, значи како луѓето можат да бидат толку веројатно или се замелушени од пиењето на вавилонското вино, што денеска се повеќе вавилонско вино можете да се напиете и во адвентичка црква. И веројатно или сте замелушени, се луѓето замелушени, и се извинувам, не воопшто не велам на вас, можем и јас тоа да бидам. Значи, луѓето се замелушени од пиењето или пак можеби од вртоглавите сцени на музика, на игра, вели овде, или пак затоа што не го слушале укорот и постепено дошле во една состојба на отпад, кога и тие не се свесни што треба да прават и како треба да одлучат, и на крајот решаваат, ќе бидеме неутрални, ќе си ќутиме, ќе си молчиме, зашто сега проблеми да си стварат. Но, во случајот на Јован Крстител, барем еден, ако кренал глас, може би ќе бил поштеден неговиот живот. Овде на Кармел сите биле неутрални, 700, колко беа, 7,000? 7,000 не ги приклониле, значи, колената пред Ваал, не му служа на Ваал, ама во овој случај молчеле на Кармел. Ништо не му одговориле на Илија, кога рекол Илија, одлучите се на кого ќе му служите. А понекогаш е доволен само еден глас. Еве еден случај таков. Дела апостолски 5 глава. Дела апостолски 5 глава. Апостолите проповедаат. Најнапред, во почеток нова глава е случајот со Ананија и Сафира. Тоа не го фаќаме. Апостолите проповедаат, креваат болни, се слуша за нив насекаде. И од 17 стих може да читаме, не, да не фаќаме толку многу. Знаете, слушаат првосвещениците за тоа, ги ставаат во затвор, меѓутоа доаѓа ангелот и ги пушта на слобода и им вели пораката од Господа, одете во храмот сега, во храмот одете и проповедајте. И одат во храмот проповедаат. Ги собираат и од таму, сакат да ги спречат по било која цена, јудејците, и ги носат пред Синедрионот. Значи, ја читаме од 29 стих. Односно, 28. Им велат, значи, ови се врховните водачи, великодостојниците на црквата во тоа време. Зар не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име? А еве, вие го наполнивте Иерусалим со својата навика и сакате да ја наука, всушност и сакате да ја фрлите крвта на тој човек на нас. А Петар и апостолите во одговор рекоа, овој познат стих, треба да го слушаме Бога повеќе од колку луѓето. Кога би имало денеска многу повеќе вакви, поинаку би била ситуацијата. Нема така лесно да се оди во отпад,
барем колку толку ќе се држат уздите. Иако сепак Господ има свој народ, ги држи ветриштата се уште дава време на милост за покаяние, но времето одминува. Вели 30 стих, Бог на нашите татковци, значи Петар проповеда пред Синедронот и вели, Бог на нашите татковци го воскресна Исуса, кого вие го обесивте на дрва и го убивте. Еве исто, уште е отворен говор, сличен на оној на Илија, Јован Крстител. Еден настап, значи, сличен на нивниот. Бог со својата десница го возвиси него за началник и спасител, за да му даде покаяние на Израел и проштевање на гревовите. Ние сме сведоци за тоа и Светиот Дух кого Бог им го даде на оние кои му се покоруваат. Кога го чуја тоа, свештениците се налутија многу и имаа намера да ги убијат. Веднаш тука на лице место, нема што сега да ги носиме на суд пред римјаните ќе им судат, па не, одма тука. Ама се јавил еден глас. Барем еден глас, некој е доволен. Кој се јавил? Но тогаш во Синедрионот стана еден фарисеј по име Гамалиел. И што им рече? Учител на законот, почитуван од целиот народ и заповеда да ги изведат луѓето надвор. И им рече, но пред да прочитаме што им рекол, да прочитам цитатот во Дела апостолски, книгата Дела апостолски, 82-83 страна, оригинално исто. Овој цитат вели, овие зборови толку многу ги разбеснили евреите, значи зборовите на Петар, што решили да го земат законот во своји раци и затворниците да ги осудат на смрт, без никакво натамошно судење и без одобрение од страна на римјаните. Веднаш уште тука. Толку биле бесни. Затоа што Петар им рекол, вие го убивте, вие го обесовте, вие го убивте. Бидејќи веќе биле виновници за Христовата крв, тие и сега биле подготвени да ги извалкаат рацете и со крвта на неговите ученици. Откако веќе еднаш ќе убиете, многу полесно е потоа, вториот пат да убиете. Тоа е така. Тие веќе ги извалкале своите раце со крв, убивајќи во Христа. Сега не им било проблем и живи тука да ги изедат Петар и Јован, кои биле. Но во Советот се наоѓал еден човек, значи во Синедрионот, се наоѓал еден човек кој во зборовите што ги изговорили учениците го препознал Божиот глас. Барем еден имало. Тоа бил Гамалеил, фарисеј кој уживал добар глас, човек учен и на угледна положба, како што вели и самото писмо. И Гамалеил им кажува многу логички и многу фино постапил овде и успел да биде сослушан. Успел во својата намера да го наметне својот став и своето гледиште. Што им вели? Им рече, мажи израелци, 35 стих, помислите добро што ќе им направите на тие луѓе. Вие сте бесни, вие сакате да ги убиете, меѓутоа помислите добро што ќе направите со тоа. Зашто пред овие денови се крена Тевда, еден куп секти имало и во тоа време. Може би не толку колку денеска. Неодамна прочитав некоја бројка, да паднете у несвест, над 2-3 не знам колку ги има. Мислам, различни правци само во христијанството зборам. Значи се крена Тевда, кој зборуваше за себе дека е нешто големо и кон него се присоединија околу 400 луѓе, значи тргнаа 400 луѓе по него. Тој беше убиен, а сите кои што слушаа се распрснаа и беа уништени. Како да не било, готово. Помина. По него во времето на пописот на населението се крена Јуда Галилеецот и повлече многу народ по себе. И тој загини, сите кои што го слушаа, значи сите негови следбеници се распрснаа и тие. А сега ви велам, оставите ги овие луѓе и пуштете ги. Може и тие ќе се распрснат. Христос, нивниот водач, го убија, веќе убиене. Да почекаме, уште малку може би, треба па да се распрснат. Пуштете ги, зашто ако овие замисли или ова дело е од луѓето, ќе пропадне. Ако е некоја човечка творевина, ќе пропадне. Црква ли е, движење ли е, било што и да е. Но ако е од Бога, не ќе можете да го уништите, нема шанси. Пазете да не станете борци против Бога. Чи многу мудро, многу навремено. Еден глас се подигнал. Ги кажал овие зборови и го послушаа.
ама ги изнатепаа првим, па ги пуштија после. Им рекоа, немојте веќе да проповедате, ама тие уште повеќе проповедаа. И тоа со радост. Тоа е христијанинот. И 42 стих, значи последниот. Така не прекратија секој ден да поучуваат и да го проповедат Евангелието во храмот и по куќите дека Исус е Христос, дека Исус е Месијата. Но ова благодарики на тој еден глас, на Гамалија. Барем еден. Жалосно е, како што спомнав, отпадот не доаѓа одеднаш, доаѓа постепено со години и години. Адвентизмот од 50-тите години, значи од минатиот век, па и порано, полека, но сигурно си тоне, си навлегува во некои други, трети, четврти правци, па еве, дури дојдовме во време кога ете и уште малку и жени ќе бидат тие што ќе бидат ракоположувани. Ја верувам дека тоа ќе се случи, може би не ваа година, јутро ќе се случи. Затоа што светот ќе мора да изгледа како во Ноево време, кога сите мисли им беа зли. А црквата, Елен Вајд вели, ќе изгледа дека ќе падне. До таму се уште не сме дојдени. Ама ќе изгледа дека ќе падне, но нема да падне. Тоа е Божја црква. И како што кажав претходно, понекогаш си велиме најдобро е да сме неутрални. Ќе си ќутиме, ќе си молчиме, ќе гледаме од страна. Сепак, да не го нарушуваме мирот, да не дигаме глас, да не создаваме проблеми, несогласија, но Господ не гледа така. Како што видовме, неутралноста е многу насен грев во неговите очи. Во големата борба, или сте на едната или на другата страна, неутралност нема. Не можеме да изиграваме умпрофорци. Иако верувам дека и тие не беа неутрални. Нема неутралност. Во 4. век, еве да малку се навратиме, односно малку повеќе назад, во 4. век од новата ера, после Христа, кога црквата доживеала голем пат и кога навлегле секакви глупости, можам да кажам, во црквата. Тогаш Господ и тогаш и секогаш имал по некој глас, имал по некој човек. Забележите го и цитат од големата борба, 45 страна. За да го сочуваат мирот и единството, биле готови на seможни отстапки што не се косат со верноста кон Бога. Да, значи некојаш паметно е да направите некој компромис, меѓутоа внимавајте. Не компромис со начелата, не компромис со гревот, никако. Току компромис од типот, seможни отстапки, вели, што не се коса со верноста кон Бога, само за да има некој мир. Но, чувствувале дека мирот би бил мощне скапо платен, ако мора да го купат по цената на жртвувањето на начелата. Начелата никако не смеат да се жртвуваат. А ако се осврнеме наназад, ако ги прашаме сестра Катица или сестра Ангија, како најстари овде, и ако ги прашаме кои беа и какви беа начелата и како изгледаше црквата адвентистичка пред 50 и не знам, повеќе години, ќе речат дека видно црквата е изменета. Значи, веројатно, многу компромиси веќе се направени. Значи, да, за мирот и за единството можни се некои отстапки, но да не се косат со верноста кон Бога. Но тие чувствувале дека мирот би бил мощно скапо платен ако мораат да го купат по цена на жртвување на начелата. Ако мораат заради единството да ја жртвуваат вистината и правдата, тогаш побргу нека дојде до расцеп и до борба. Значи, доколку цената за мирот се начелата наши, столбовите на нашата вистина, па тогаш подобро нека дојде до расцеп и до борба. Тогаш подобро да кренеме глас. Можеме ли да бидеме, минатиот пат зборувавме за слободата. Ова е вистинска слобода, драги браќи и сестри. Ова е вистинска слобода. Кога немате страв да кажете, оно што треба да го кажете, односно да застанете на страната на вистината, на страната на правдата и на страна Божија. Нема жртвување на начела, нема рушење на столбовите на нашата вера. Оти така никаде не, тоа не води никаде.
Едноставно му се поклонуваме на Ваал. Може би несвесно, може би сметаме дека се уште сме на прав пат. Значи, ако мораат заради единството да ја жртвуват вистината и правдата, тоаш побро нека дојат до расцепи, до борба. Со таква мисла биле христијаните херои во времето на 4. век, кога на вистина црквата потонала во ерес, потонала во отпад. Познате си оние зборови на Мартин Лутер, исто во големата борба ќе ги сретнете. Мир, ако е можно, вели Мартин Лутер, но вистината по секоја цена. Вистината е непроценлива, вистината има најголема цена. Затоа што тоа е она кој што спасува, тоа е она кој што ослободува, тоа е она кој што навистина ја дава она вистинска слобода. Да, навистина понекогаш е потребен само еден. Но ние не треба да бидеме тие кои што ќе кажеме, па зашто јас нека стане, тој нека каже, зашто па ја проблеми да си имам. Пораката е упатена до секој еден од нас. Тој еден сум јас, тој еден сте вие, секој од вас. Да не чекаме на другите. Затоа што опасно е да човек зазема неутрална позиција. Видовме колко е опасно. Нека Господ ни помогне да во време на кризи, посебно во ова наше време во кое што живееме, кое што навистина е кризно во секој поглед, не бидеме неутрални, туку да го подигнеме гласот, без страф од било какви последици. Нека Господ не води, нека Господ ни помогне во зачувување на верата, на вистината која што Господ ја предаде еднаш на светиите и таа само се пренесува сега низ вековите и до нас и после нас. Нека му е слава на Господа. Амин.